Се што сакав, го постигнував со добра војска, со добра дипломатија, понекогаш со шарм, но воглавно сите мои големи успеси се должат на мојот добар меч. Што се однесува пак до ахајците, до данајците, или како што вие сега ги викате грците, Исократ, познат грчки професор и публицист, во 346 лето напиша едно панегирично дело за мене по име Филип. Тој во тоа дело, во таа книга, во тој панегирик, го истакна, го акцентира моето славно потекло од прадедо ми Херакле, кој еднаш ја освоил Троја само за неколку дена. Потаму вели дека јас, за разлика од мојот голем и суров, јас би рекол храбар прадедо Херакле, би требало да бидам, да му парирам со поголемо човекољубие и наклоност кон грците. Ако е тоа возможно, да сум ја опустошел цела Персија, само не гледам во тој случај кај ќе ми појде човекољубието. Ако е невозможно тоа да ја уништам Персија, тогаш барем да сум ја одсекол Мала Азија, од Галиција до Синап, да сум формирал колонија за бездомните скитници што ја тероризираа Елада и со тој бедем да ја заштитам Грција од исток и така ќе сум добиел голема слава и благодарност од грците. Потаму Исократ во таа книга уште вели дека јас како македонски цар, ете, тој за разлика од моето сегашно поколение, барем не ме вика грчки и не ме вика крал, туку ме вика македонски и ме вика цар. Значи јас, Филип II, како македонски цар, би требало да бидам попопустлив, помек, а не варварин, и дека требало да сум ги ослободел варварите, тоест сака да каже моите варвари, од нивниот варварски деспотизам. Кога ја прочитав книгата, мене ми дојде некако како добредојдено тоа нивно итро инсистирање на моето славно потекло од мојот голем прадедо Херакле. Но од друга страна, малку ми беше смешна наивноста на Исократ. Според него, војната против Персија што ќе ја водев со македонците и евентуално со обединетите грци, тие се надеваа дека таа војна ќе им послужи исклучиво на нивните, на грчките интереси. Грците од Мала Азија да бидат ослободени. Мала Азија пак да се насели со бездомни грци, со цел Грција да се растовари од своите социјални и економски неволи и така целото богатство и изобилство на исток да го добиеле тие, грците. Како што гледате, и тогаш беа вакви. Само што тогаш Македонија не беше како сега село без кучиња, туку беше држава силна и голема со лавчиња. Тој интелигентен професор Исократ мора да бил голем идеалист, кога се надевал дека јас, Филип II, царот на Македонија, ќе го извлечам и ќе го кренам својот меч на Персија само за белите очи на грците. Тој лошо ме проценил мене во еден правец, како што Демостен лошо ме процени во друг, говорејќи цел живот дека мојата единствена и најголема цел е целосно уништување на Атина. Никогаш не била мојата единствена цел целосно да ја уништам Атина. Имав јас многу поголеми и повозвишени единствени цели. Како и да е, доколку Исократ ги знаеше тајните планови на мојата голема македонска политика,
никогаш немаше да го напише делото Филип. Всушност, сето тоа беше игра, блеф, голем блеф. И Сократ се сврте кон мене со тој панегирик, со тоа идолопоклонство, со цел да изврши влијание врз моите натамошни действија. Тоа беше јасно како ден. Но иако овие нивни сугестии и полтронства, што ми беа предложени за исполнување на чисто грчките интереси, ми беа очигледни и туѓи, јас и натаму го задржав мојот типичен македонски начин на однесување. Делото Филип јавно го поздравив, дури и го пофалив. Па според нивните итри и лукави, панелинистички калкулации и аспирации, тоа беше голем морален успех за нив. А дури и малите деца знаат дека од морален успех не се живее. Значи, намерата им беше ваква. И Сократ, познат грчки професор и публицист, со големо влијание врз јавното мнение на целокупниот грчки свет, тој единствен, измислен, така ги лажеше умот, можеше да ме повика мене да водам панелинистичка војна, што многу ја посакува голем број грци, елини, ахајци, како сакате. Арно, ама, мене, каков што ме создале Македон, Кандило, прадедо ми Херакле, Архелај, татко ми Аминта и мајка ми Евридика, веднаш видов дека тие нивни итри и лукави сугестии што ми беа предложени имаат тесна врска со моите тајни планови, па затоа многу вешто, не итро, туку вешто, ќе се отклонам малку. Запамтете добро, вешто е едно, итро е друго. Мудро е едно, лукаво е друго. Во вешто и во мудро има дух, има правило на однесување, има структура, има концепт, има доблест, има принципи, има точност, има етика, има аристократија. Додека во итро и во лукаво има лицемерие, има подлост, има импровизација, има кукавичлук, нечистотија, вазалство, намигање, кезење, плазење и шарети и разни други недоличности. Во моето царување, вештината и мудроста, независно од каде и од кого идат, секогаш одеа рака под рака заедно со високо дигнати чела, додека итрите, подлите и лукавите или клечеа и молеа на коленици, или висеа на дрво со исплазени јазици.